Mu благодариме на Господа за ова време што може да го минеме заедно во молитвениот дом. Верувам дека ја цениме ова прилика зашто некои ја немаат. Некои се болни на своите постели лежат, некои се на пат, но фала на Бога што денеска ние може да дојдеме живи и здрави и да се поклониме пред големиот Бог, бидејќи денеска е и посебно време кога ќе се потсетиме на овие символи на лебот и на чашата, символ на Христовата крв и Христовото тело. Значи, денеска е време кога Божи Дух треба да не приготви да пристапиме кон овие символи и да учествуваме, а пред тоа секако и во обредот на понизност. Пред да пристапиме кон овие символи, ќе имаме едно кратко проучување кој јас го нареков "Каква е твојата религија?" Ке се подсетиме на еден многу познат стар пример од Библијата, од Светото писмо, настан кој и вие сте го читале, проповедале, но ќе биде и денеска повторно предмет на ова наше размислување. Ајде да отвориме Лука 15 глава. Знаеме дека овде се спомнати три приказни што Исус ги раскажал додека бил на оваа земја, и секоја приказна има своја порак. Јас одлучив за ова последната, како што ние го нарекуваме изгубениот син. Но повеќе ќе се позабавиме, повеќе ќе се заинтересираме за другиот брат, постариот брат. Може би повеќе време посветуваме за таткото, за синот кој го напуштил својот родител и заминал во туѓа земја. За да ни биде комплетна ова слика, јас би сакал да прочитам, целиот настан ќе го прочитам, значи 15 глава, од 11 стих може да ме пратите или да послушате. Еве што пишува, Лука го запишал овој настан. Очигледно Лука не бил Христов директен следбеник, но испитал и овој пример е веродостоен и ова порака што сакам да ја споделам денеска е порака од Бога. Еве што кажува текстот. Еден човек имаше два сина. Помладиот од нив му рече на татка си: "Татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот." Ништо страшно, нема проблем, желбата и волјата што имал синот да си го побара делот наследството му припаѓало природно, зашто е дел од тоа семејство и овај неговиот татко. По неколку дена, помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и тамо го потроши својот дел, живејќи блудно. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мак. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди, и тој го прати во своите полја да пасе свињи. И страден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече: "Колку наемници кај татка ми имаат леп во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Ќе станам и ќе отидам кај татка ми, ќе му речам: Татко, сгрешив против небото и пред тебе. И не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите најамници или слуги." Па стана и отиде кај татка си. И кога беше уште далеко, го виде неговиот татко и се сожали на него, па потрача, го прегрна и го целива. И синот му рече: "Татко, сгрешив против небото и пред тебе и не сум веќе достоен да се наречам твој син." А таткото им рече на слугите своји: "Изнесете најобава промена и облечете го и дајте му прстен на раката негова и обувки на носите. Па доведете едно сгоено теле." Обратете внимание на овој текст. "Донесете едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме. Зашто овој мој син беше мртов и оживе, изгубен беше и се најде, и почнаа да се веселат." Ова е приказната, многу јасна, многу позната, приказна која често пати сме ја читале, како и претходните две приказни за изгубената драхма, изгубената овца. Имаме една прекрасна слика за небесниот Бог. Значи, во сите три приказни, една од главните улоги има Бог и оние пропратните елементи, како овде што се едниот и другиот син, таму е драхмата, символ за нас,
Символ за луѓе кои се изгубени, а не знаат нито да се вратат, а овцата изгубена знае дека е изгубена, но и таа не зна да се врати. Но еве сега ние ќе зборуваме малце повеќе за третиот пример. Може би ова приказна дошла до изражај кај нас, кога и ние понекогаш сме биле изгубени и кога Бог не вратил, и тога сме биле многу радосни и срекни. Верувам дека имало такви моменти. Имало такви моменти. Ако сме христијани, ако сме во црква, може да бидеме изгубени. Но Бог не повикал. Бог секогаш не вика, како што вели текстот во Матеј 11 глава, дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени. Значи, верувам дека во таквите моменти, кога сме читали ова приказна, сме видели вистинската слика за Бога, за Бог кој е милостив, кој е полн со љубов и со сожалување. Меѓутоа, да бидем искрени, па јас така и вие, кога читаме ова приказна, каде ни очите повеќе бегат? Кон таткот и кон кого? Кон изгубениот син. Оној другиот син, добриот син, условно кажано, кој останал верен на правилата, на начелата, на законот и кон татка си, како да е споредна улога, како за него да неаме време, но еве ќе одвоиме малку да размислуваме и за овој син, вториот син. Вториот син е како во сенка, како овде малце по страна. Доаѓа до изражај кога сакаме да нагласиме нешто друго, дека сепак Бог е широк во својата љубов. Ги опфаќа сите, и постариот го сака како и помладиот, меѓутоа ќе видиме како се однесувал постариот син. Но, за да добиеме целосна слика, да прочитаме први и втори стих, значи 15 глава се враќаме, во кој контекст, зошто Исус отеднаш ги раскажа овие приказни, каква публика имал пред себе. Еве што кажува текстот, Лука 15, 1 и 2. Сите цариници и грешници се приближуваа при него за да го слушнаат. А фарисеите и книжевниците пак негодува велејки, овој прима грешници и јаде со нив. И сега како резултат на таа публика што Исус има пред себе, ги споменува тие три примери. Сакајќи да ме вметне во умот сликата за Бога, дека Бог ги сака сите, дека е Бог милостив. Значи, кои биле тие царинарници? Кои биле тие грешници? Тоа биле луѓе кои биле на маргините на општеството, луѓе кои фарисеите ги сметале за нечисти и за грешни. Значи, едноставно, тие немале никаква шанса да бидат спасени. И затоа Исус преку овие примери сака да им укаже не на грешниците, туку на фарисеите, да не стоят на вратата. Како на друго место што Исус вели, стоят на вратата, ниту дават да влезат, ниту да излезат. И наместо фарисеите да се радуваат и книжевниците, дека тие луѓе, грешници условно кажано, потикнати од Светиот Дух се враќат кај Бога, тие негодувале. Со тој став тие сакале да кажат, чекај малку Исусе, ти се представаш како Месија, значи одобруваш тие што тоа го прават. Штом се дружиш со нив и ти си еден од нив. Фарисеите знаеме од историјата, читајќи историјата, дека имале за себе високо мислење, дека ќе се спасат сите фарисеи, освен тие најгрешните или оние кои многу се оддалечиле од Господа. Во книгата Христови параболи, еве што пишува на страница 151. За себе имале многу високо мислење, сметајќи се, обратете сега внимание на три работи, пообразувани, значи пообразовани биле, поплеменити и порелигиозни од останатите. Меѓутоа, Христовиот пример ја демаскирал нивната себичност. Гледате на кои компоненти почивала нивната духовност. Биле пообразовани? Да, биле. Тие го знаеле Стариот Завет, што се вели Тората, 5 книги Мојсееви во малиот прст. Тие го знаеле. Се сметале поплеменити и порелигиозни, затоа клечеле на раскрсниците, се молеле, барале почит од другите и така натаму. Меѓутоа, Христос вели овде текстот, Христовиот пример ја демаскирал нивната
себичност. И затоа сега Исус го вметнува примерот со изгубениот син, за да им даде порака на овие луѓе кои се тука пред него. Значи, Исус го вметнува примерот за изгубениот син, но додава и за синот, постариот брат кој бил во домот. Може ли Исус да ја заврши приказната само со изгубениот син? Меѓутоа ќе видиме малце подосна дека Исус тоа не го направил. Туку се префрлува и ни дава сознание што се случува во срцето на оној другиот постариот син. Ајде сега малку да го анализираме постариот син. Приказната започнува со 25 стих. Значи, до 24-тиот приказната оди, синот се враќа, таткото излегува, се прегрнуваат, му простува, таткото наредува да се прави банкет, да се заколе најдоброто теле, угоено, спремно. Очигледно таткото во подсвеста се надевал дека еден ден ќе се врати синот. Ни сега Лука ни дава нов прозорец во приказната. А неговиот постар син, 25 стих, значи постариот брат беше во полето. Човек редовно ги извршувал обврските кон семејството. Постариот брат беше во поле. Така Исус, браќа и сестри, прави еден прелом од приказната за изгубениот син и се префрла сега на постариот син. Постариот син, рековме, вредно работел, бил чесен, ги извршувал сите обврски. Но има еден проблем кај постариот син. А кој бил тој проблем? Тој таткото го гледал како робовласник, а самиот тие се однесувале како робови. И помладиот син, и постариот син. Затоа подоцна, односно пред тоа да ве подсетам само, кога во еден момент му пука филмо на младиот син и што вели, татко, доста е. Не можам да ги трпам твоите наредби. Не можам секоја сабале да одам на работа во 5, да орам, да жнеам, да косам. Не можам, дај ми го делот и сакам да побегнем од домот. Но другиот син, очигледно, сето тоа го голтал во себе. И тој имал проблем со таткото. Но сакал да покажал ете во јавноста и кон татка си дека е приврзан, дека е добар, дека ги извршува обврските безпрекорно. Меѓутоа, и помладиот син, и постариот браќа и сестри имале погрешна слика за својот татко. Значи, рековме, на помладиот син му здодеало робувањето кај собствениот татко и затоа решил да си го побара делот. И таткото му го дава и како што вели текстот, тој заминал во белиот свет. И таму сега, додека помладиот син го расфрла богатството, односно она што го добил имотот од својот татко, постариот син се трудел да биде послушен кон својот татко, работејќи вредно на татковиот имот. И ете го еден ден, како Лука што вели од 25 стих, синот постариот работи и кога доаѓаше, продолжам со 25 стих, кога пак се враќаше, доаѓаше и се приближи до куќата и слушна песна, играње. Очигледно тука имало плех музика, тапање, сурли, како се другите инструменти викале во тоа време. Музиката била гласна, цело село била покриена со музика, дури и оној пат кој водел кон полето. Доаѓа и не може да им верува на своите уши. Додека тој цело време работел, се измачувал, а неговиот разгален брат таму игра комар, се коцка, одејки со разни жени, се пиенчел и сега му текнало да се врати назад и ќе ги троши не парите сега на татко му, туку и неговите, зашто и тој вложил во заедничка благајна. И тој бил дел од тоа семејство. Колку бил таму помладиот син, не се знае, меѓутоа сепак очигледно бил повеќе од година дена. И потрошил се, а за година дена тој добро спечалил и парите биле во домашниот буџет. И сега се враќа. А во меѓувреме, што вели текстот? Дека
А кога пак доаѓаше и се приближи на куќата и слушна песни и играње. Па повика еден од слугите и го праша, што е тоа? Очигледно се собрало цело село, роднини, пријатели, сите били известени дека кима веселба. И слугите се растрчале да приготват, се да биде како што треба. И тој повикал еден од слугите, дојди, а слугата е слуга, мора да слуша. Што се случува? Што е ова? Кој повикал музика? И замислите, што му кажува слугата? А тој му рече, слушайте сега што вели. Брат ти си дојде и твојот татко го закла сгоеното теле, зашто го прими здрав. И што вели понатаму од следниот стих? Тој се налутил, не сакал да влезе, не сакал да го види со очите неговиот брат. И понатаму текстот вели, таа расправија е слушнал таткото. Другиот слуга му рекол, господару, дојде твојот постар син. Еве, мојот колега таму му кажува, а тој не сака да влезе внатре. Тој се налути и не сакаше да влезе. И неговиот татко излезе и почна да го моли. Замислете каква е таа сцена, браќи и сестри. Не сакал да влезе внатре. А таткото го моли, сине, те молам, немој да правиш сега циркус. Немој сега да се расправаме. Влези, поздрави се со твојот брат. Меѓутоа, ајде да читаме 29. Тој му одговори на татка си. Еве ти служам толку години и никогаш не прекршив ни една твоја заповед, а ти никогаш не ми даде ни јаре. Јас би додал овде слободно, нити кокошка да заколам. Да се провеселам со своите пријатели. А кога дојде овој твој брат, кој го растори твојот имот со блудници, му закла сгоено теле. Јас го хранев тоа теле, јас косев трева, јас му давав зоб, а ти го закла сега за твој расторен син. А тој пак му рече, чедо, сине, ти си секогаш со мене и се што е мое твое, но требаше да се веселиме и да се радуваме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе, беше изгубен и се најде. Ајде да се вратиме повторно на ова реченица. Еве ти служам толку години. Дали бил во право постариот брат до тук? Бил во право, сметката му била исправна, чиста. Но љубовта била мртва. Тој немал љубов. И оврските ги изразувал, ги правил кон татка си затоа што морал, а не затоа што го сакал таткото и го почитувал. Таткото му повеќе го сметал за робовласник отколку за вистински татко, а своето синовство го сметал за робување. Каква е твојата религиозност? Каква е нашата вера? Каков е нашиот однос кон Бога? Како му служиме затоа што мораме? Кој од нас денеска мораш овде да дојде? Не ставаме минуси, не запишуваме кој влегол, кој излегол. Доаѓаме доброволно, така. Служејќи за плата, тој никогаш не сватил што значи среќа во заедницата со таткото. Овој постариот син имал погрешна слика за својот татко. И ве што вели? Того наоѓаме во неговите изрази. Никогаш не ја прекршив твојата заповед. И мене не си ми дал ниту јаре да се провеселам со моите пријатели. Замислите, може би од друга страна ќе го сожалуваме ова дете, второто, постарото. Може би во право и навистина ги извршувал надворешно сите обврски. Татко, кокошка не заклав без да те прашам. А сега овој твој син, гледате каков однос имал постариот брат кон таткото и кон брат му. Овој твој син, а не вели мојот брат. Значи, тој се однесувал ладнокрвно во семејството ги извршувал без љубов. Таткото не го сметал за свој татко, близо, кај што може се да му каже, туку, како што рековме, го сметал оној кој озгора, кој наредува, а тој само ги извршува. Замислете го тој живот, односно кон таткото, како таткото тој го гледал. Ги извршувал секојдневно тие
обврски кои ги имал. Во тој живот на измачување никогаш не сватил што значи да бидеш среќен во заедница со таткото. Каква е нашата заедница денеска со небесниот татко, браќи и сестри? Дали ние, освен саботата и во другите денови му служиме на Бога од страв да не погрешиме, да не се лизнеме, условно кажано? Дали Бога го сметаме за робовласник кој ги дал правилата и ние мора слепо? Да, ја не зборам дека не треба да ги почитуваме правилата. Треба. Меѓутоа, ако се гледаме преку сликата на постариот брат, нашата религија е погрешна и нашиот однос кон Бога. Рабинот Харолд Кушнер во својата книга "Кога она што е лошо му се случува на добрите", на 128-та страница, еве што напишал. Значи, рабин, евреин, Харолд Кушнер напишал книга која се вика "Кога она што е лошо му се случуваат на добрите". Познавав луѓе кои беа длабоко сериозни во својата религиозност. И ние познаваме такви луѓе, познаваме. Длабоки се во својата религиозност. И надворешно покажуваат и во својот карактер се во ред. Меѓутоа, оде и понатаму овој човек пишува. Луѓе чие религиоско предание било најснажната сила во обликувањето на нивниот живот. А кои сепак ме нагонуваат да се прашам какво добро им донела таа религија. Познавав евреи кои саботата ја поминувале не во радост и духовно свежување, туку во постојана загриженост да не направат нешто забрането, така да тој ден конечно им постанал седмичен ритуал на мачење кој мора да се издржи. И затоа ве враќам во Лука 15, првиот и вториот стих. Во кој контекст, во кој амбиент Исус ја раскажал приказната за двата сина? Во кој контекст? Пред себе има луѓе, религиозни фарисеи, ортодоксни од глава до пета, меѓутоа кои слепо се држеле и форма правеле, а немале дух во себе. И затоа овој еврин пишува: така да тој ден конечно им постанал седмичен ритуал на мачење кој мора да се издржи. Ја знам, нашите стари може би така го сватили буквално седмиот ден. И ја не смеев да скинем еден цвет у сабот, една капинка, така не учија, тоа е грев. Да, ние не треба сега да одиме да береме цвеќиња во сабот и да си земеме, овие како се викат, некои садови, па да си набереме капинки во сабот и ќе си правиме сладко. Не во тој контекст. Меѓутоа, едноставно понекогаш имаме погрешен став и кон саботата. Значи, треба сабота да не биде радост, милина, дека се среќаваме со Бога, кој ни сака добро, а не кој сака раката да не ја отсече. Фарисеите создале погрешна слика за Бога, браќи и сестри. И затоа Исус овде ја раскажува таа приказна. Овде вели: сите цариници и грешници се приближуваа кај Исуса да го слушнат, а фарисеите негодуваа. Овој прима грешници, јаде со нив. И тогаш Исус им ја раскажа ова парабола. Човек имаше два сина. Односно, овде со овцата, потоа со драхмата и доаѓаме до изгубениот син. Да продолжам што пишува овој евреин. Во некои случаи доаѓало до очајничка обседнатост со гревот, до траен страв ненамерно да не се погреши некое правило, да не се направи нешто лошо, да не се нанесе навреда на Бога и така да се загуби љубовта на небесниот татко. Нема да изгубиме љубовта Господови да погрешиме, не сакајки. Да не се плашиме, Божјата врата е постојно отворена, но додека ние сме тамо на патот на грешноста, може очите да ни се затворат, срцето да престане и тука е проблемот, да го изгубиме спасението. Божјата врата е постојно отворена. Божјата рака постојано тропа и вели во Откровение 3 глава 21 стих: тропам на твојата врата. Еве вчера, завчера човекот си косел трева, паѓа и готово. Значи тука е проблемот. Да не си земе ние слобода дека може да грешиме, да бидеме таму во забранетото овоше, па кога ќе посакаме да се вратиме кај Бога. Тука е проблемот. Не е проблем кај Бога. Божјата рака е отворена, испружена постојано. Во некој случај доаѓало до очајничка од обседнато со гревот
do trajen strah, nenamjerno da ne se prekrši neko pravilo, da ne se napravi nešto lošo, da ne se nanese navreda na Boga i така да се загуби любовта на небесниот татко. Религијата на постариот брат е погрешна религија, браќи и сестри. И затоа прашање беше на почетокот, каква е твојата, мојата религија? Дали е она религија што Господ ја одобрува? Или пак сме обседнати со тој страв дека ако погрешам, Бог ќе ме за секогаш отстрани. Бог го дал својот живот преку Исуса Христа. Исус го дал својот живот и затоа ние сега ќе пристапиме. Имало падови. Верувам дека во овие 3 месеци сме погрешили, дали во мисли, дали во збор, во дело. Бог ни дава повторно привилегија и шанса да дојдеме не само еден на друг, да си ги наквасиме нозете, туку да му дозволиме на Светиот Дух да влезе во нас и да не очисти. И да имаме она религија што Исус ја сака. Она религија на простување, она религија на таткото, нито на помладиот брат, нито на постариот. Да, помладиот се покајал. Тој ја почувствувал љубовта на татка си. Нека нашата религија биде слична на овој таткот приказната. А таткото кој е символ овде? Бог. Бог го сака и првиот син, и вториот, и помладиот, и постариот. Ете, такво бил и постариот син. Цел живот се мачел, а сега бара плата за тоа. Работел и бара плата. Секако, тој вели, за да се провеселам со моите пријатели. Зар некој би сакал да му прави друштво на еден таков религиозен човек? На еден човек со таков дух, кој својот брат го мразел и го осудувал без милост пред својот татко. Наместо да каже, добро тато, така е. Јас барем бев под кров. Не ја почувствував таа немаштина, не го допрев дното како брат ми таму со свињите и таква храна не можел да јаде. Жирови собирал, жирови од даб, знаете тие плодови. Дури и она што свињите го добивале како храна од господарот, му било брането. Добро што се вратил. Добро е. Ајде, и јас ќе се придржам да веселба да биде уште појака, уште посилна. Да, ако треба уште едно теле ќе заколеме, зашто тој мој брат беше мртов оживе, беше изгубе и се најде. А кога дојде тој твој син, читајте ја приказната, секој пат тој вели твој син, 2-3 пати тој го повторува овој збор или ова реченица. А кога дојде овој твој син. Во приказната не се среќава ни едно место каде тој ќе го нарече мојот брат или нашиот брат. Туку за него тој вели твојот син. Дури се откажал од својот брат, а и од својот татко. Браќи и сестри, нека Господ ни помогне преку оваа кратка приказна да и ние малце застанеме и да провериме мојата, односно твојата религија. Каква е нашата религија? Каква е твојата религија? Овде видовме каква е религијата на постариот брат. Нека Господ ни помогне да навистина оние кои се изгубени, а ние исто така ќе се најдеме или сме се нашли некогаш во групата на изгубениот син. И колку ни бил мил таткото, колку ни била неговата љубов битна и важна, кога тој рекол, дојди таков каков што си. Бог не повикува денеска да дојдеме тука, да учествуваме. Нито еден од нас да не каже, јас сум грешен. Јас грешив овие 3 месеци и сега не сум достоен. Погрешно го сваќаме тој текст во Библијата кога вели за грешноста. Денеска е време кога Бог не повика, дојди такви какви што сте. Но излезете променети и одете со таа промена во нов живот. Одете заедно со Господовиот дух во нови победи, победи кои Господ ќе ни ги даде во нашиот живот. Нека Господ не благослови, нека ни помогне да навистина да имаме ова слика пред себе постојано. Сликата за изгубениот син, сликата за постариот син и сликата за таткото. А сликата за таткото е слика за Бога, нашиот Спасител Исус Христос, кој го положил својот живот и дал откуп за сите нас. Нека му е вечна благодарност. Амин.